Разговараме со градоначалникот на општина Босилово, господинот Зоран Зимбаков, а темите на кои што ќе разговараме се движат од инфраструктура и реализирани проекти, како и планирани проекти за следната година, па до актуелни теми кои што се поврзани со работата на оваа општина. Господине Зимбаков, добра вечер и добро дојдовте во вестите на канал Виз пред се. Добро вечер и голем поздрав до гледачите на вашата телевизија. Минатата недела имавме протести на граѓанските активисти кои што се противат за отварање на рудник во оваа општина. Тие велат дека локалната и централната власт се глуви за нивните барања. Дали е така? Кој е коментарот на сите овие обвинувања? Да, така е. Јас ги следам настаните и не се согласувам во целост. Можам да кажам дека пред некој ден имавме и состанок со дел од екипата, односно Сдруженијето Здрава Котлина, кои што не ги поддржуваат рудниците, но јас со сигурност сакам да кажам дека оваа градба, која што се наоѓа на територијата на општина Босилово, која што е потенцијална градба, значи ги нема земано сите одобренија, зафаќа и дел од територијата на општина Ново село, односно таму ќе биде лоцирано хидројаловишто. На нашата територија ќе биде лоциран потенцијалниот коп. Значи општина Босилово е најдиректно засегнана од евентуалното отварање на овој рудник. Меѓутоа, како што знаете и порано, за овој објект имаше распишено референдум, каде што граѓаните од општина Босилово излегува да гласаат дали се за или против рудникот. Пред 1-2-3 месеца, значи, стигна известување од Уставен суд дека овој референдум не е уставен. На самиот референдум не се покажа доволно излезеност, меѓутоа и да е било така, со одлуката на Уставен суд се покажа дека ова не е надлежност на локалната самоуправа, бидејќи според категоризацијата на градбата овде се работи за градба од прва категорија Г1, тешка индустрија, каде што сите надлежности одобренија ги дава централната власт, односно владата и разните министерства. Улогата на локалната самоуправа тука е многу минимална, односно контрола на животната средина при евентуалното отварање од после. Затоа, слободно можам да кажам дека мојот став како граѓанин е непроменет уште пред самите избори околу рудникот, така да мислам дека тоа е и ставот на централната власт. Рековте дека представници на Сдруженијето Здрава Котлина биле овде и сте разговарале. Кои беа нивните ставови, зошто беше иницирана оваа средба? Дали има некои конкретни барања со кои што сакаат да ја задолжат општината или едноставно тоа беше разговор за текот на настаните околу рудникот? Едноставно тоа беше еден така пријателски разговор, меѓутоа разговаравме околу надлежностите, кои се надлежностите на локална самоуправа, кои се на централната власт. Така да мислам дека се разбавме на некој начин и дека ќе имаме добра соработка и за воиднина.